На 2 дена до изборен мол, кандидатите се осврнуваат на меѓусебни обвинувања и повик до граѓаните да им дадат масовна поддршка на предстојните избори. За модерна и урбана средина довербата од гласачите ја побара кандидатот за општина Карпош од ВМРО-ДПМН. Карпош е убава општина, за тоа се заслужни плејада на карпошани на кои сме им благодарни низ историјата. Но тоа не е случај со последната општинска власт која во својот мандат не стори ништо за општината, туку само лична корист. Во изминатите неколку недели се видов со многу од вас граѓаните, посетив здруженија, експерти од сите области. Борба против бетонизацијата во центар и враќање на зелената боја и рамнотежа во општината најавува кандидатот од ЗНАМ. Платено практиканство, обуки, субвенции, поддршка за професионален развој и економска независност на младите, најавува кандидатот за втор мандат во општина Центар. Тие добиваат надоместок од 15.000 денари месечно, со што им помагаме во нивниот процес и развој. И во вториот мандат предвидуваме проекти со кои го подобруваме квалитетот на живот. Продолжуваме со обуки, едукација и волонтерски ангажман за младите, со поддршка за вработување. Ниту еден проект не е реализиран во Лисиче, вели кандидатот за градоначалник на аеродром од СДСМ. И знам што е потребно да се промени за да живееме подобро. Време е да го вратиме вистинскиот дух на нашата општина. Нови избори, гласете од срце и во на што верувате. Јас ветувам дека сето тоа што го предвидов во програмата со мојот тим, ќе го остварам. Стојам пред вас со најискрена намера да дадам се од себе за да го направам нашето мало место со кое ќе се гордееме и ќе живееме среќно. Две нови современи градинки во Чаир со голем капацитет за сите деца да посетуваат предшколско образование, ветува кандидатот од ДУИ. Градиме две нови големи модерни градинки и тоа на две локации. На локацијата каде што е школото Васил Главинов и градинката Снежана. Тоа е локација од околу 40.000 метри квадратни. Таму покрај подземниот двоспратен паркинг за 1000 паркинг места. Градиме нов објект. Од тетовчани поддршката од гласачите за втор мандат на Касами ја побара носителот на советничката листа од Вреди. Не може некој да му посакува добро на Тетово ако ја носи општината на извршител заради лични интереси. Таков човек денес бара да ја управува истата општина што ја тужеше, ја даваше на извршуваше и ја ограби со камати. Додека градоначалникот Касами го отплаќаше јавниот долг, Бајрам Реџепи ја товареше општината со камати за плати. Поддршка од гласачите во Струмица побара и носителката на советничката листа од Левица. Нудиме програма која што е иновативна и која што се грижи за јавниот интерес, а не за приватниот интерес. И дефинитивно ќе се фокусираме на проблемите кои што ги тиштат струмичани. Тоа е здрава животна средина, да се престане со бетонизацијата на градот и јавните простори да бидат чисти. Помош за набавка на лекови за постари лица во Карпош ветува носителот на листа за советници на коалицијата за зелена иднина. Нашата позиција е јасна. Хумана локална грижа како политички принцип, не како привилегија на одбрани. Нудиме мобилен концепт за помош по повик, кратка, но суштинска поддршка. Набавка на лекови, намирници на постари лица, придружба до лекар, како и грижа за мали деца кога на семејството им гори со работа. Со овие пораки кандидатите ја превршуваат кампањата пред одржување на првиот круг од локалните избори. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.